Здраво, девици, добре дојдовте во вашето ново видео, во кое ќе ги толкуваме пораките кои ни ги праќа универзумот преку тарот картите. Значи, драги девици, ова е за вас, ова се пораки за вас, кои генерални се разбира, знаеме тоа, нели, во нешто ќе се пронајдете, во нешто не, ќе се однесуваат за месец мај, месецот кој следи, и да не должиме да си започнеме. Месец мај ќе донесе неколку сценарија за вас, девиците. За сите нема да биде исто, не знаеме. И па сега колку може да опфатиме повеќе категории од вас и случувања. Првото што го гледам е дека еден дел од вас, некој од вас, може би мал број, може би се еден е поракава, меѓутоа ете ја има, вие во текот на месец мај ќе разберете, ќе дознаете и ќе се случи нешто ново. Вие ќе дознаете дека сте во блажена состојба и тоа ќе предизвика многу активности потоа, дополнително, значи. Вашата нова состојба во какви се наоѓате ќе предизвика реакции. Партнерот ќе ви понуди брак. Ако сте на другата страна од приказната, значи вие ќе дознаете за вашата партнерка дека е во таква состојба и ќе понудите брак. Тоа се заемни договори, тоа нема да биде ништо изненадување. Изненадувањето е вашата состојба, бременоста која доаѓа, новиот живот кој расте во вас. А се друго што следи се самопоследователни акции, активности, кои богами и не се така малецки, не се така едноставни, ќе бараат многу труд, ќе бараат многу време. Но се тоа убаво, сите се овие убави вести, убави работи и сето тоа веќе го завршите најубаво како што можете и знаете. После тоа знаете што следува. Прекрасни моменти. Друг дел од вас, јас мислам дека некој заминува некаде на пат. Некој од вас заминувате, си ги спремате куферите и се заминувате. Ова не е нешто итно и неочекувано, ова е нешто што го подготвувате и заминувате. Никаде одите, дали за работа, дали за љубов. За нешто веќе патувате. А добар дел од вас и тоа е заминување за секогаш, може би нормално, со можности да се враќате, меѓутоа заминувате. Ако сте на другата страна од приказната, некој заминува вашиот живот, може би децата, може би партнерот, може некој треба да оди другде да работи. Како и да е, убави се тие моменти. Друг дел од вас, вие се повлекувате, еден добар дел од вас, вие се повлекувате и сега за овие девици кои се повлекуваат, тие се повлекуваат како последица на некакво разочарување. Чувствувам дека е во љубовта. Вие сте разочарани, вие сте оставени, вие сте напуштени, така барем се чувствувате. И сега сте многу разочарани. Сега се повлекувате и не сакате да имате ништо со никого, не сакате да учествувате во ништо, вам сега ви треба. Вие сте сега во изолација. Може би не во љубовта, за некој од вас е некој многу близок и важен во вашиот живот, ве разочарал, ви одзел нешто, ве ставил во ситуација на немоќ. Сега вие немате можности да действувате, да направите нешто. Ви одзел волјата, силата. Ако е во љубовта, вие не смеете толку да се разочарувате, нема нешто што е за секогаш и што е толку вредно за разочарување во љубовта. Затоа што се е дел од животот, се е една лекција која треба да се научиме и да продолжиме понатаму.
дел од вас, некој стрелец ќе игра голема улога во вашиот живот, ќе ви донесе многу радост. Многу радост ќе ви донесе во вашиот живот некој стрелец. Ова е нешто поврзано во врските, во партнерствата, може би брачни, може би љубовни, може би професионални врски партнерства. Меѓутоа тој ќе донесе баланс во вашиот живот, ќе ви исполни некаква желба, дури ќе се чувствувате дека вам тој ви го ставил светот на дланг, така дури ќе се чувствувате. Вие со него ќе се чувствувате, со тој стрелец, ќе се чувствувате како на врвот сте. За сите од вас, дури и за тие што сте разочарани, доаѓа нешто ново во љубовта, доаѓа некаква нова понуда. Ова вие не го знаете, ова ќе биде тотално изненадување и најнеочекуваното нешто. Може би личноста која ќе ви го донесе, ќе ве збуни зашто вие не очекувате нешто такво од таа личност. Меѓутоа доаѓа. Затоа не се разочарувате, немојте посебно во љубовта ве замолувам, никакви разочарувања. Да се е минливо, се е пролазно, се е само една убава лекција. За некој од вас гледам дека кон вас стигаат некакви пораки, дека некој за вас нешто ќе освои, нешто ќе успее, ќе донесе за вас некаква победа, некаков успех, нешто ќе ви донесе, ќе ви освои нешто. Оно што вие не го знаете е тоа низ што се поминува овој човек за да го направи тоа. Верувајте, воопшто не му е лесно. Меѓутоа, премногу се труди, сака да ве... Може би вие што сте разочарани, може би ова е за вас. Тие околу вас се трудат, затоа немојте да запаѓате во некакви очајни состојби, без потреба, без причина, сите што сте околу вас, сите на кои им значите, многу се трудат и не им е лесно. Знаете, се е минливо. Оно што доаѓа е многу убаво. Кон вас оно што доаѓа е многу убаво. И сега, вие се надевате, еден друг дел од вас, вие се надевате дека ќе заврши некаква поделба. Вие постојано делите нешто со некого и сакате тоа да заврши и може би периодов завршува и повеќе немате потреба да делите со некого нешто и се ќе биде, оно што ќе остане ќе биде ваше. Вие не морате веќе да делите со никого нешто. Исходот од се што ви се случува и ќе ви се случува периодов е еден голем успех. Ова е карта на успех, ова е плодност, ова е благосостојба, ова е значи вие што ова е и лично и општо нешто. Значи исходот од сите активности, сите случувања е многу добар, многу позитивен. Меѓутоа не дозволувајте мислите да и вашата внатрешна психичка состојба да ве попречат во она кое доаѓа, се што доаѓа е многу убаво. И сега за крај, няма веќе време, и само си замислувате желба, јас кратко одговарам со да или не, може би прашање, не е желба, ова ќе биде кратко, да или не, и да видиме што има за. Одлична, одговорот е да, ова е една прекрасна карта, ова е успех, ова е генерацијски успех. Успех за целото семејство. И уште нешто, да не заборавиме, ова љубовни видеа не се, љубовни пораки не се, меѓутоа да не си ја скратиме можноста да прочитаме една кратка љубовна порака за вас. Љубовните видеа
ќе следат, значи тие ќе следуваат во месецов, меѓутоа сега оно што треба вие да го чуете една кратка порака. Да видим, опа. Што треба да чујат девојците? Ова се многу пораки, ние немаме време за толку многу. Ви треба една... Ајде да видиме која е пораката за вас. Емоциите се природен дел од животот. Но и тие исто така може да ја нарушат нашата перцепција и да ја заматат нашата визија. За да ги видите работите чисто и онакви какви што се, треба да се откажете од вашите стравови. Па, драги мои, и ова беше за некого порака. Може би некому нешто ќе му значи. Како и да, јас се надевам уживавте и до следното видео. Чао, чао!